Почитувани присутни, почитуван председател, пред собранието Бојан доставен Стојановски. ли е Има говорник на говорница. Пред собранието ни е доставен предлог за избор на нова влада. Но наместо нова влада гледаме предлог на влада во која што ништо не е ново. Влада со стари исти кадри, влада која ќе ги споделува истите вредности како предходната влада, а таа беше влада која донесе порази на нашата држава. Влада која не направи најкорумпирана држава во Европа. Ние, почитувани, разговараме за континуитет на истата онаа влада која донесе сиромаштија, зголемени цени, пустош во енергетиката и застој во економијата. Ова, почитувани, не е нова влада. Туку денес ние имаме предлог експериментална влада. Оваа нова предложена влада е лош експеримент на претходниот премиер, кој со оваа влада сака да го продолжи континуитетот на неработа, на корупција, на криминал и на негрижа. Во Македонија, почитувани, треба да ставиме крај на политичките експерименти. Мора да бидеме свесни дека оваа држава нема време за ваков тип на експерименти. Народот не заслужува да се експериментира со него. Не заслужува да живее во правна несигурност, во корумпирана држава и во сиромаштија. Затоа ние кажуваме и апелираме да не се гласа за оваа влада, бидејќи не може да испорача ништо за граѓаните и за сите нас вклучително. Гледаме пишани документи кои ни ги поставиле на разгледување, кои ги нарекуваат план, програма, проекти на новата влада, но тоа се само копирани материјали кои еве веќе 5 години стојат на хартија и не се имплементирани. Затоа ние сакаме да укажеме на злоупотребата што сега се прави со ова ново парламентарно мнозинство за избор на нелегитимна влада која не ја доби поддршката на граѓаните и на овие вклучително последни локални избори. Граѓаните не даваат поддршка на влада која испорача најмногу разочарувања од сите влади досега во последниве 30 на години. Граѓаните ја казнија владата која ветуваше живот за сите, но сепак во изминативе 5 години може да видиме дека живот дојде само за мал дел луѓе блиски до актуелната власт, а од животот за сите нема ништо. Затоа за оваа предлог влада кажуваме дека е она истата која тогаш ги прелажа граѓаните и во која безмалку учествуваат истите министри што се предлог и на оваа влада. Владата на поранешниот премиер Заев сега добива ново продолжение и добива продолжение во ликот на Димитар Ковачевски. Колеги од мнозинството, пред да биде предложен господинот Ковачевски, сигурно и вие се чудевте од каде дојде, како дојде. Меѓутоа, тој е лик кој што го промовираше и кој што го донесе поранешниот премиер. И тој ќе биде истиот лик кој што ќе одговара пред поранешниот премиер, а не пред вас. Затоа сакаме да укажеме дека господинот Ковачевски беше во состав на истата онаа влада, претходната влада, на која кажуваше не за сите добри амандмани што беа предложени. Во истата таа влада, како заменик министер за финансии, тој кажа не и за она што е сега најзначајно во делот на енергетиката и каде што во своето обраќање кажа дека ќе се посвети најмногу на енергетиката. Меѓутоа, на најзначајниот проектот за отворање на нов рудник за јаглен, Министерството за финансии кажа не. Како да веруваме ние сега дека ќе работи и дека ќе отвора нови енергетски капацитети и дека ќе носи развој и дека за енергетиката ние ќе видиме подобри денови? Мислам дека со неработата и со она што беше континуитет на неработа на претходната влада ќе се надоврзе и господинот Ковачевски. Затоа што во оваа влада тој нема ниту еден негов предлог. Сите предлози се на други луѓе. Сите предлози се претходно договорени, сите предлози се претходно доставени. Тој е само повикан да ја води владата, меѓутоа и нема да ја води, него ќе биде диригирана владата директно од Струмица.
И нека не се навредува за тоа господинот Ковачевски, затоа што за тоа се нафатил. Се нафатил да биде послушник и пиун на претходниот премиер. Кога ќе видиме дека во истата таа влада, што сега се предлага како нова влада, имаме поранешен министер за внатрешни работи и сегашен предлог Оливер Спасовски, за кој што се кажува дека ние како Република Македонија сме најкорумпирана држава во Европа. И ние го оставаме истиот предлог за министер за внатрешни работи. Ако кажуваме дека судството ни е корумпирано, а поранешниот министер за правда пак ќе биде министер, ако кажуваме дека во делот на инфраструктурата немаме изградено ниту еден километар, а останува истиот министер за транспорт и врски, и ако кажеме дека ние, еве сега го слушав во неколку наврати кажуваат за патот Кичево Охрид зашто не е изграден, јас сакам да ве потсетам дека не само за Кичево Охрид, не ви изграден Ренковце Крива Паланка. Започнат пат и инфраструктурен проектот минатата влада. Исто така не ви е направен градско Прилеп. Што е направено од Прилеп до Битово? Што е направено во делот на инфраструктурата од Велес до Гевгелија на автопатот кој сега е руиниран? Господа, ниту еден проект, ниту во инфраструктурата не ви е ни отпочнат, ни завршен. Иако ветувавте 500 км патишта, немате 5 км асфалтирано. 1000, да, може би, еве сега кажуваме дека има 1000 км автопатишта, меѓутоа, сакам да ви кажам дека исто така ја ветивте пругата Лин, Кичево Лин. Проект беше на претходната влада. И од тоа нема ништо. Исто го ветивте патот Кичево Гостивар. И од тоа нема ништо. Можам да констатирам дека со истите кадри што се понудени од претходната влада, оваа влада е осудена уште на почетокот на неуспех. Затоа сакам да му предочам на сегашниот мандатар да се охрабри и да излези на избори, затоа што тоа е единствен начин за да го добие легитимитетот, тоа е единствен начин за да може да води влада, тоа е единствен начин за да може да работи во следните 4 години како што го бара мандатот. Друг начин не постои. Начинот се избори. Затоа охрабрете се, излезете на избори, добиете ја поддршката од народот и од граѓаните, тогаш ќе може да водите владата на Република Македонија. До тогаш ќе бидете нелегитимни, до тогаш ќе бидете луѓе кои што се избрани од други и луѓе кои што треба да бидат послушни на други. А тоа е лош показател, мора да констатирам. Ви благодарам.